нападот на нашиот другар Артан Садику верувам лично, а предпоставам дека и моите колешки и колеги од организацијата го делат моето мислење, дека има политичка заднина. Ќе прашате од каде толку сигурни дека не е обичен криминал, туку се работи за политички мотивиран напад. Прво и основно, затоа што од она што го дознаваме, се работи за напад во кој имало и пцости и навреди, се работи за напад во кој човекот, нашиот другар Артан, е претепан, оставен на земја и последно нешто што им требало на тие што го нападнале бил неговиот телефон и тие 300 денари што ги имал. Сметам дека атмосферата во земјата е до таму стигната што мора сериозно да се замислиме за тоа каде ќе не одведе ваквото однесување и ваквата атмосфера во земјата. Верувам дека партиите можат нешто да направат во поглед на дисциплинирање на евентуалните групи кои се нивни фанови, кои мислат дека можат да ги одушеват со ваквото однесување. Час поскоро да се најдат престапниците, напаѓачите, а воедно и да се казнат соодветно, но исто така апелираме и на тоа да се работи сериозно на надминување на било какви ризици од политичко насилство во земјата. Ова може да ја одведе Македонија каде што никој од нас не сака да ја види, па дури ни оние што го извршуваат ваквото насилство.